Почитувани граѓани, почитувани земјоделци, почитувани новинари. Додека актуелниот министер Цветков и аболицираниот министер Димовски молчат за скандалот со злоупотребата на парите од јапонската помош, ВМРО-ДПМНЕ призна се. Очекувам одговорност за огромните злоупотреби на парите на штета на вистинските земјоделци. Секој што го прекршил законот ќе мора да одговара. Цветков е должен пред граѓаните, земјоделците, пред целокупната јавност да одговори на клучните прашања за кои што се уште немаат одговор. Како може, без покритие од сметка на Министерството, што е намената за прибирање на странска помош за развој на земјоделието, некој да си повлече на своја волја стотици илјади евра без покритие? Врз која основа се повлечени овие средства? Во чии џебови се слеани овие стотици илјади евра? Констатирани во официјален извештај на Министерството. На ваков криминален начин, во континуитет се раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од страна на кадрите на Љубисав Иванов Дзинго, за жал на штета на вистинските земјоделци. Скандалот со злоупотребата на парите од проектот Јапонска помош не завршува со повлекувањето на стотици илјади евра од фирмата Фактор Консалтинг. Корисник на јапонската помош е и Земсил, фирма керка на Силекс, која што покрај тоа што има добиено огромно државно земјиште под концесија, има добиено и земјоделска механизација токму преку јапонската помош. Преку Министерството, раководено од кадрите на Дзинго, им се доделуваат средства на фирмите на Дзинго. Иако според овој официјален преглед на должниците изработен токму од официјалната комисија на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и доставен до министерот, изработен заклучно со ден 15.1.2016 година, Земсил ги нема подмирено врските кон овој фонд на јапонската помош, сепак оваа фирма на Дзинго редовно добива и годишно десетици илјади евра субвенции кои се исплаќаат токму преку платежната агенција. Земсил Рик Силекс кратово во 2014 година на име субвенции добива околу 50.000 евра. Иако според прегледот на комисијата, во истиот период е се уште должник кон фондот. Од друга страна, на многу земјоделци во 2014 година им се окинаа субвенциите поради тоа што ја немаа подмирано врската кон јапонската помош и кон фондот и добија токму такви решенија за одбивање од платежната агенција. Еве едно решение кое што представува доказ како на земјоделците им се укинуваат субвенциите поради долг кон програмата на јапонска помош. Овој доказ во целост ги демантира тврдењата дека наводно било возможено компензација, односно пребивање на долговите. Не. Ова е потврда дека вистинските земјоделци се оштетени за пари да добиваат фирми блиски на власт. Поради ваквиот криминален начин на работа, вистинските земјоделци не можат да бидат корисници на јапонската помош и не можат редовно да добиваат субвенции. Затоа, од 2009 година нема огласи за користење на средства преку фондот на јапонската влада, со што се попречува отварање и на нови извори на финансирање на македонското земјоделие од Јапонија и од странство. Доаѓа времето кога секој ќе одговара за сторените злодела и криминал. Доаѓа слободна и демократска Македонија во која што законите ќе важат за секого подеднакво, без разлика која. Одговорност за направениот криминал на штета на земјоделците ќе мора да има и ќе има. Затоа уште еднаш барам владата веднаш да издвои средства за покривање на загубите на овој фонд, а со тоа да овозможи користење на овој фонд и користење на овие неповратни средства за македонското земјоделие. Благодарам.